На отворено пред собранието неколку пратеници излегоа за да ги слушнат маките на граѓаните кои директно можеа да им постават прашања или да им ги кажат своите забелешки. Ги прашавме за што разговарале со пратениците, а тие велат дека нивните поплаки не се земени предвид. Не сум јаден со денови, стомако поден, диареја мисли. Кај да барам помош? Кој да ми помоне? Туѓа нега ќе ми дадат петитрица, социјално кирија уѓоше плаќам 12, струја гибртарина вода и што? А вие нек се засрават малку што прават, како прават, ги гласаме, ги онадуваме, за што ги гласаме? Лично ме интересира за пратениците, за кои пратеници? На кое собрање? Кажете ми. Неколку ученици рекоа дека побарале измени на законот за средно образование. Не може, пример, некој што оди во економско, па продолжил во медицинско факултет да биде подобар доктор од некој што и во медицинско средно и медицинско факултет. И одговорот Нема одговор на тоа. Кажа дека логиката е добра, но немаме таков договор. За матура најмногу. Дали нешто ќе се смени, дали исто ќе остане и сето. Па, сакаме полесно да ни е, фала Богу. Пратеничката Дијана Тоска рече дека граѓаните вообичаено се жалат за проблеми поврзани со нивните работни места, но и вадењето документи во институциите. Сања Лукаровска пак рече дека младите главно прашуваат за вештачката интелигенција. Janë shqetësime të ndryshme. Shqetësime të ndryshme, unë edhe para ca kohe në një emision e thash që zakonisht shqetësimet e tyre ndërlidhen me vendet e tyre të punës, ndoshta edhe me problemet byrokratike të cilat I kanë kur hasin me nxjerrjen e dokumenteve të ndryshme. Секако, во најголем процент, проблемите кои граѓаните ги нотираат за да пристапат кон нас, се повеќе од локален карактер. Од сите прашања кои што не ги поставија присутните, пред се младата популација, беа доста заинтересирани за вештачката интелигенција, беа доста заинтересирани за европската иднина. Оваа активност под мотото Собраниски караван во паркот Жена Борец во Скопје. Сретнете се со собранието, разговарајте со пратениците, ја организира собранието, а ќе продолжи во другите градови.